Пратеничките од ВМРО ДПМН Нула Исмаиловска Старова и Магдалина Манаскова денеска најавија дека поднесуваат предлог измени на Законот за работни односи, кои се однесуваат на продолжување на породилното отсуство за идните мајки. Старова на пресконференцијата во Собранието на Република Македонија истакна дека поднесуваат идентичен закон со граѓанската иницијатива, која беше поднесена и подпишана од 217 мајки, а како неуредна беше одбиена на Комисијата за политички систем. Старова посочи дека на овој начин со поддршка од останатите пратеници од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија сакаат да ја забрзаат постапката и да им помогнат на мајките, кои што одново треба да ја повторуваат целата постапка која што ќе трае подолго време и повторно да ја поднесат иницијативата до Собранието на Република Македонија. Нашата цел не е да ја преземеме граѓанската иницијатива, туку преку законски измени да ја забрзаме постапката и да им помогнеме на мајките кои што би требало одново да ја повторат постапката и така би траело подолго време за повторно да ја поднесат иницијативата до Собранието на Република Македонија. Иако сите политички партии, ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ и БЕСА и Алијансата на албанците ја поздравија граѓанската иницијатива од страна на мајките кои што бара продолжување на породилното отсуство, оваа иницијатива беше одбиена од страна на Социјалдемократскиот сојуз како неуредна. Токму затоа ние како пратеници од ВМРО ДПМН сметаме дека овие барања заслужуваат разумна дискусија и навистина би им помогнале на идните мајки одбиената граѓанска иницијатива да ја преточиме во уредно законско решение и ја поднесовме до ова собрание. Комисијата за политички систем го утврди доставениот текст од страна на Снежана Кузмановска кој што предвидуваше измени во Законот за работни односи, поточно промени на породилното отсуство за мајките од 9 на 18 месеци, поради појавување на техничка неправилност во текстот со која што пратениците од СДСМ го оправдаа отфрлањето на иницијативата. Предлагачот Кузмановска нагласува дека оваа иницијатива не треба да се утврди поради чувствителноста на листата на потписници.